31.3. имаме изчистено 30. Не би сакал да зборам за количината. Меѓутоа, како локација е 30 такви депони. Продолжуваме понатаму. Значи имаме такви диви депони и во населените места пред Просеников. Имаме Добрејци. Имаме во патот Свидовица-Габрово, каде што за реализација, за чистење на ваквите диви депони ни треба огромна механизација. Јавното предпријатие Комуналец настојува со своите собствени ресурси, својата механизација да ги реши сите овие ситуации. Меѓутоа, доколку граѓаните не ни помагаат во делот на соодветно сортирање на отпадот, поставување на отпад, пријавувањето во јавното предпријатие Комуналец, ние како комунално предпријатие не можеме да одговориме на сите вакви барања или расчистување на такви диви депони на територијата на општина Струмица. Ова е најдоброто можно решение. Доколку имаме помош од граѓаните, од совесните граѓани што се грижат за својата животна средина, пошто е на сите заедничка, мора сите заеднички да ја зачуваме. Ако остане овој дел само да јавното предпријатие Комуналец ги решава овие ситуации, верувајте, не може да стигнеме. Прво физички, второ територијата на општина Струмица е доста распространета. Не може да ги лоцираме сите вакви проблеми, затоа бараме помош од граѓаните. Каде што забележат вакви видови создавање диви депони, па макар доколку може и фотографирање на ваквите сторители, да може да ги санкционира. Ева сега да откриеме една што се случува во последните 2 до 3 дена, од кога се случи овие 2-3 настани еден по друг во делот на санкционирањето на сторителите на загадување на животната средина, се јавија повеќе еколошки друштва. Се појавија поединци, се појави и некои портали во општина Струмица што се сака да направиме една заедничка средба, што е веќе договорен за понеделник. Една заедничка средба на која што ќе направиме една координација сите како заедно да делуваме за зачувување на животната средина. На што се мисли? Се мисли на охрабрување на граѓаните да пријавуваат вакви ситуации од страна на еколошките друштва на територијата на општина Струмица, како и јавното предпријатие Комуналец, да се ангажираме заеднички во ова пролетно чистење на градот Струмица и на населените места, бидеме малку повеќе. Повеќе во делот на и на чистењето, и на едукацијата на граѓаните, и анимирањето на граѓаните дека отпадот не смее да завршува оно каде што сега го стават на јавни површини, и мислам дека после понеделник веќе ќе ги имаме и првите резултати од ваквото делување. Мада е прв и ќе биде понеделник, ќе биде прв и координативен состанок, меѓутоа мислам дека има добри идеи, поради тоа што и еколошките друштва, и овие електронските медиуми, сите се на иста страна застанати да го решиме овој проблем. Ако чекаме само да се реши со настап, со санкционирање, мислам дека ќе ни треба долго време. А вака со поголем ангажман на повеќе институции, повеќе невладини организации, јавното предпријатие Комуналец, мислам дека сме на добар пат да успееме да, ако не друго, барам да ги намалиме количината на таков вид отпад.